29 години е средната возраст на Слайс. Значи генерално ете да речеме природно е дека помлади луѓе привлекуваме со бизнис моделот кој го имаме, така да би сакала баш и на дома на фамилијата, на мама, на тато да им објасниме што значи, пошто може оддалеку да изгледа дека децава најверојатно тука прават пица и ја праќаат во Америка. Тоа е една од шегите што ние си ја кажуваме. Всушност треба да се замислат дека ние сме апликација која е на телефон и може преку таа апликација да се нарачува пица генерално. Разликата меѓу другите тука е дека нашиот производ е исклучиво на амерички пазар. Значи ние не нудиме тука ништо спрема луѓето како муштери. Значи нашата мисија да речеме е им помагаме на локалците да созреат. Исто би било и тука на некој начин со тоа што како производ е дека сме вработувач. Значи ние им даваме можност на нашите млади луѓе да созреат во однос на имајќи на светска кариера, бидејќи директно и исклучиво се работи само за сад. Како изгледа да речеме тоа на дневно ниво во Дебар Охрид и Скопје, затоа што имаме канцеларии во Белфаст, во Северна Ирска и во Њу Йорк, е дека голем дел од нив би работеле како услуга на клиенти, кај што може да се јават клиентите кои ја нарачуваат пицата. Има клиенти кои не може да ја користат, да речеме, апликацијата, се повозрасни. Тие се јавуваат на телефон. Имаме луѓе кои треба исто така да ги направат и сликите кои стојат на таа апликација. Имаме луѓе кои ги излистуваат пицериите или го менуваат менито за пицериите. Значи има многу, да речеме, позадински процеси кои мора да се случат за сето тоа така едноставно да изгледа на веб страна или на апликација. Втората, би рекла, вертикала е нашите луѓе кои ги обслужуваат рестораните. Ние сакаме да кажеме дека сме прв партнер на тие пицери и ресторани и ги покриваме сите оние бизнис делови за кои тие немаат време или уште подобро едноставно им даваме простор стварно да си направат квалитетна пица. Се друго, на некој начин ние се грижиме за нив, од наплата, од нарачки, достава, нивно присуство на Google, за да може да ги најдете, ако сакаат специфични веб страни исто така. И третата вертикала е она што ние денеска го викаме инженери, значи компјутерски инженери, програмски инженери, луѓето кои градат инфраструктурата за сето ова да биде возможно.